Благодарам, почитуван подпредседателя, почитувани колеги, почитувана представник од Државната комисија за спречување на корупцијата. Овој извештај, кој годините наназад гледам дека навистина е направен баш така како што треба, со сите аршини, со сите оние податоци кои што ни се потребни, но она што навистина ме загрижува е што ние постојано добиваме извештаи вакви или онакви, меѓутоа ништо не презема конкретно државата во оние нотирани забелешки кои што се и од ваша страна и од страна на Европската комисија. Пред некој ден во Собранието на Република Македонија ние го разгледувавме и извештајот од Европската комисија за изминатата година, каде што има нотирано многу забелешки. Тогаш кажав дека со тој извештај, затоа што е многу сличен со овој, ние како држава, односно оваа влада која што моментално ја води државата, ги има точно прецизирано сите недостатоци на системот и точно ги има зададено патоказите како треба и каде треба да се движи. Она што вие го имате нотирано како проблем кој што се провлекува во неколку извештаи наназад се вработувањата, политички систем, органите за спроведување на законот, здравството, образованието, трудот и социјалната политика, земјоделството, економијата и бизнисот. Сега кога ќе направиме компарација со извештајот на Европската комисија и тие исто така во овие сектори, сегменти или поглавја таму како што се крстени, имаат исто така евидентирано голем проблем. Например, во јавните набавки од извештајот на Европската комисија вели дека во 2013 година има многу добар напредок, за 2021 да добиеме оценка 1 или доволен напредок. Политиката на конкуренцијата 2014 има одличен напредок, оценка 4, односно од 2012 до 2014 оценка 4, 2021 оценка 0. Во енергетскиот систем 2011-та, понатаму и неколку години, исто така имаме добар развој на енергетскиот систем, за 2021 да добиеме оценка 2. Правосудството од 4 на 2 е паднато за 2021, финансиската контрола од 2 на 1 е падната за 2021 и она што ми паѓа исто така во очи во извештајот на Европската комисија е тоа што зборот корупција се споменува дури 69 пати. Јас знам дека вие како институција сте лимитирани со вашите чекори кои што можете да ги превземете или имате некакви одлуки кои што понатаму ги давате на спроведување на извршната власт, или пак имате некакви мандатни казни кои што се релативно ниски, кои што секој може прекршител на законот да си ги плати и понатаму пак да проложи. Сметам дека со овие извештаи, пак ќе речам, воопшто не сакам да го критикувам извештајот, навистина е точно наведено каде се недостатоците во системот. Со овие извештаи мислам дека ако сакаме да како држава да профункционираме, треба да смислиме измени кои што би ви олеснале и вас, а на крајот на криштата би им олеснали и на граѓаните. И многу често, јас сакам да ги демантирам оние шпекулации дека вие не сакате да постапувате или многу често се прогласувате за ненадлежни затоа што сте биле подплатени или подкупени. Не се согласувам со тоа, затоа што знам со каков жар и со каков труд вие го работите ова, меѓутоа би ја детектирал слабоста на системот во извршната власт, затоа што понатамошните спроведувања и оние кои што се обврзани со закони, мислам дека тие не си ги спроведуваат работите за кои што треба да земат плати. Постапувања на ДКСК 2021, број на решени предмети 404, донесени одлуки 390, донесени заклучоци 14. Отфрлени пријави поради ненадлежност и постапување или нема доволно елементи за постапување се 162 и тоа не е занемарувачка бројка, баш напротив, доколку
се прогласите за ненадлежни, треба токму да се детектира кој е надлежен. И понатаму тој да продолжи со спроведување на било каква постапка или на дел од одлуки кои што вие ги носите. Вие сте поднеле 6 пријави за понатамошно постапување до други надлежни органи за запирање тука на поради некомплетни или поради непотврдени наводи имате 222 и тоа е во ред. Поднесени иницијативи до основното јавно обвинителство се 7 и постапување во тек 7. И тука е најголемиот проблем. Тоа што основното јавно обвинителство наместо да ви ги послуша вашите одлуки, наместо да превземе конкретни чекори во решавање на проблемите кои што вие сте ги нотирале и кои што сте ги препознале, тие наидуваме таму на некоја инертност или немање желба или од какви причини да речеме нерешавање на проблемите и затоа произлегува оваа доверба од 8% во правосудството. Затоа што доколку тие малку се поажурни, посебно по вашите препораки и одлуки, тогаш мислам дека ќе имаме многу пофункционална држава. Во однос на овие предмети кои што ние ги како политичка партија претходно сме ги кажували или сме отварале некакви дискусии во однос на корупција, во однос на криминални скандали, воопшто и да не сакам да навлегувам, меѓутоа еве имаме стотици скандали кои што секојдневно ја оптеретуваат македонската јавност, стотици констатации на корупција или пак сомнежи за корупција и воопшто ништо не се превзема. Јас сметам дека решението во овој проблем што е кај вас, рекол, е доколку ние како собрание постапиме по ваше барање, да седнеме со една надзорна расправа, да видиме каде вие можете да побарате поголеми права, сето тоа да го вметнеме во еден закон и понатаму да можете да функционирате онака како што треба, затоа што пак ќе повторам со прогласување на ненадлежни сите си ја ишкаат некако мувата од капата што се вели народно, а проблемите никако не се решаваат. И пак ќе направам една компарација со извештајот на Европската комисија со оценка од 2,56 во 2013, таа е највисоката оценка што има Република Македонија добиено, моментално сме на 1,52. Ние имаме препорака за влез во Европската унија, меѓутоа патот ќе биде многу трнлив и долг. И сметам дека доколку навистина не се застане на патот на спречување на она што е најголемо зло во целото општество, тогаш ќе имаме проблем, дури и генерации ќе имаат проблем. Исто така ме загрижува она што помалку од 20% е степенот на реализација на националната стратегија од страна на надлежните институции, односно ние колку и да носиме тука стратегии без разлика дали се во случајов е за спречување на корупцијата, без разлика од каков тип се тие стратегии, тие не се спроведуваат. И сметам дека системот на контрола или спрегата на контрола од законодавниот дом кон извршната власт треба да биде малку поголем, на повисоко ниво, затоа што на крајот на криштата и сите овие извештаи кои што ги праќаат и Европската комисија и вие, ние како законодавен дом можеме да интервенираме законски, но спроведувањето и она што е вистински допир со граѓаните, дали било бенефит некој кој што ќе одобиат преку некоја реформа, дали ќе биде што е, сето тоа е зависно од извршната власт. Пак ќе повторам, треба, освен она што ние постојано ги наоѓаме проблемите, треба да најдеме и некакво решение и мислам дека тоа е задниот удар кој што треба да го зададеме кон мафијата. Исто така е нотирано дека препораките на ДКСК треба да се следат, а не да се игнорираат и тоа исто така е, пак ќе повторам, во извештајот на Европската комисија. Во однос на правосудството и фундаменталните права, вели иако ДКСК издаде бројни препораки за подобрување на состојбата на овие сектори, сепак овие препораки се уште не се вметнати во соодветното законодавство. Во јавните набавки имаме навистина огромен проблем. Може би се искористи периодот за жал со ковид пандемијата, каде што се направија
број на јавни набавки во 4 очи, каде што се констатираше дека има криминал. Замислете, и Државниот завод за ревизија дури констатира дека делот од донација од Катар е украдена, и ние немаме никаква реакција ниту од обвинителството, ниту, иако можеби вие сте го констатирале истото. Политиката на конкуренција е загрижувачка, затоа што сметам дека политиката на конкуренција е таа што треба да ја движи минималната плата, а со минималната и просечната плата, затоа што доколку имаме еднакви права на сите кои што конкурираат за некаде, без разлика дали е во урбанизам, дали е во некаква инвестиција, сакаат да вложат некои средства, сметам дека треба сите да имаат еднакви права и можности. Затоа што не може во центар на Скопје да имаме во 4 исклучување на договор за земјиште од 7 евра. Значи, јас верувам дека на било кој од тука од пратеници, ако им понуделе и повисока цена, нормално е дека ќе сме го прифатили да го купиме, предпоставувам и вас. Така, 7 евра, па не знам, и во селата мислам дека е поскап. Во енергетиката, исто така сметам дека посебно се искористи овој проблем со енергетската криза, наместо да се решаваат проблемите, ние постојано гледаме хранење на енергетскиот систем кој што практично е мртов или не е функционален, затоа постојано трупа долгови со државни средства, а немаме никаква одговорност од оние кои што ги продуцираат тие долгови. На крајот на криштата, ја пак ќе речам, енергетскиот проблем е насекаде во Европа, па и во светот, меѓутоа треба да се има одговорност, па некој ако не знае да работи, дајте да го смени, да ставиме некој што знае да работи. А ваму имаме многу нејасноти, еве и дополнително и последното она што го пишуваше баш пред некој ден по порталите, тоа претпоставувам за наредниот извештај ќе биде, со банкарска гаранција од 650.000 евра, вие му давате на управителна фирма струја во вредност од 7,5 милиони евра. На крајот на криштата тој може да си ја затвори таа фирма, овие средства да си ги вметне во собствениот буџет. За правосудството не би сакал конкретно преку примери да зборувам, затоа што навистина имам 15 на страни за како тоа ни е инертно правосудството, и финансиската контрола, исто така битен сегмент кој што мислам дека малку ни е позаостанат, а кој што треба да ја врши една клучна работа, посебно во време на 4 паралелни кризи, посебно во време на економска криза. Финансиската контрола исто така имаме намалување според извештајот од Европската комисија, и тоа треба управата за јавни приходи навистина да се запраша на каде оди, и сега во моменти кога имаме зголемен приход по основ на ДДВ, како дали ги собира доволно средствата кои што треба и собира. И тука исто така се влегуваат, ајде да речеме, и данокот на имоти, и сите останати инертни работи кои што се клучни за прибирањето на средства, посебно во криза економска, а не се прават навремено. Јас уште еднаш за крај би апелирал на една надзорна расправа, на една општа дискусија, затоа што, пак ќе речем, ние можеме тука 3 дена да зборуваме како било тогаш, како било сега, меѓутоа кога ќе видиме дека извештаи од неколку релевантни институции, посебно пак ќе нагласам од Европската комисија и од ДКСК, се поклопуваат во повеќе од 90%, тоа значи дека се детектирани слабости кои што треба да се решат. И тука немаме дискусија. Дури во извештајот на Европската комисија имаме и точни насоки каде треба да се насочи Република Македонија за да може да ги реши проблемите. Меѓутоа пак ќе речам, спрегата на контрола на извршната власт помеѓу нас и вас треба да биде позајакната. Ние треба да донесеме законски решенија со кои што би ви дали и вас овластувања, за да можете да изрекувате поголеми казни, пореални казни и да можете да влијаете дури и врз извршната власт за
нивната работа. Ви благодарам.